Ахмети да не врши притисок врз судската власт, бидејќи единствено е таа надлежна да одлучува кој ќе биде кривично гонет. Ваква порака испрати председателката на државата до лидерот на ДУИ, откако Ахмети се закани со протести ако екс-министерот Крешник Бектеши биде обвинет за пожарот во Кочани. Според Силјановска Давкова, ДУИ и Ахмети биле 2 децении власт и требало да научат да ја почитуваат работата на институциите. Сите, па и господинот Ахмети и ДУИ многу пати се повикувале на независноста на судската власт. Меѓутоа, ваквиот говор всушност значи притисок врз судската власт. Не сакам да давам оценка на квалификацијата, веројатно е момент на слабост или не сакам да речам момент на искреност, но верувам дека 30 години потоа, а особено и ДУИ 20 години потоа во власта, ние треба да го почитуваме начелото на поделба на власта и партиите треба да се држат настрана. Според Давкова, за сега немало потреба од свикување на Советот за безбедност по трагедијата во Кочани, бидејќи како што вели, полицијата и обвинителството работеле на решавање на безбедносните проблеми. Ги повика политичарите да се воздржат од создавање политичка криза и дестабилизација. Мислам дека треба ние во овој момент да создаваме една атмосфера на мир. Ова особено го мислам за јавното обвинителство. Често пати го слушаме прашањето, до вчера баравте смена на првиот човек на јавното обвинителство, ама сега не. Мислам дека е тоа политички одговорно. Замислете ако вие после трагедија, што цел живот ќе ја носиме, трагедија за која ни треба толеранција и единство за да се справиме, сега продолжите со барањето за оставка на јавниот обвинител. Тогаш само ќе се комплицираат работите. За пожарот во дискотеката Пулс под истрага се неколкумина поранешни министри за економија, градоначалници на Кочани, директори на дирекцијата за заштита и спасување и пазарниот инспекторат. Зоран Јаневски, Сител телевизија.